Ој тивок врнежлив. Чекај бе, се концентрирам за да почнам со најава, имам најава. Имаш со спремно? Па имам такво што ти го кажам на старт на секојаш. Секојаш требаше да го дефинирам, да го ми беше стално као мало викаме, иако ме викнат ова звон да учествувам и ако ти речат и баш ти од твоето школа да кажеш и треба учам при основното училиште 29 ноември и сакам да ја поздравам и математика и географија и оваа учителка и таа викам не. Ако идеме на звон, само да не ја правам ја тоа поздравното да не го правам. Добар ден, добро утро, добро вечер. Каде да слушате, кога и да слушате, може би гледате, вие туку што уклучивте 104-то издание на Комкаст. Подкаст за медиуми и маркетинг. Подкаст кој што може да го слушате и гледате на komunikaci.net, од каде што извира и каде што сосема случајно јас денеска си ископав една традиционална мајца која што потекнува од 5-тиот роден ден на komunikaci.net, тоа беше пред некои 10 на 11 години, чисто вака у перспектива да ги ставам работите. Треба фала да кажеш зашто да не дедев денеска немаше да побараш мајцата и немаше да ја најдеш след. Не, излегов со бела мајца денеска и сватив дека никој пат до сега не сум снимал Комка со последниве 10 на 20 епизоди со бела мајца во оваа црна позадина и дека ќе двојам многу и реков чека да побарам нешто низ канцеларија да не се наоѓа. Значи, добро дојавте во 104-то издание на Комкаст, повторно со гости, издание кое што, нели, ајде процедурално морам да ги повторам ти работи, може да го гледате, следите на YouTube, може да го слушате на Spotify, на Deezer, на Google Podcast, на Apple Podcast, на Anchor и веројатно на уште некоја друга платформа ако го најдете RSS фидот на оваа наша аудио верзија на содржина која што ја креираме секоја недела, се трудам да биде секоја недела. Имам неколку џокери во ракав кои што ги чувам во ситуација во кои што ќе ми откаже некој нема да стигнам да снимам епизода, немам доволно мотивација и слично и си кажеш добро, идеме на сигурна варијанта, ќе викнеш човек кој што зборува, кој што нема проблем да зборува, кој што која тема и да му ја фрлиш има што да каже, без разлика дали му држи или не му држи зборот, али има што да каже. За све има мислење. Така. И токму заради тоа денеска гостин во нашиот Комкаст е Иван Димитров или попознат како Ико или попознат како Зеко или не попознат како Селекторот и длабоко и одамна. Му реков Ико ќе дојдеш да снимаме, да, секако дека ќе дојдам да снимаме и кога дискутиравме што би зборувале, пошто нели толку многу различни муабети не врзуваат и не испреплетуваат с годиниве. И јас обично не правам онакви емисии, подкасти, комкасти каде што фокусот е нели гостинот и неговата животна историја и слично, ама твојата животна историја всушност не воведува во темата. Нема да ја кажам сега темата, пошто веројатно ќе ја пишува во насловот на видеото. Да, на крај како ќе искочи да ќе го напишеме насловот устари. Да, може и ќе го напишеме да биде попровокативен насловот. Ама рековме дека ќе ја проследиме твојата кариера и јас ќе раскажам онака како ја ги гледам работите, за да те држам се уште да не си почнал да зборуваш, па после ќе те оставам. Намерно го спомнав Селектор, затоа што те знам од нега 2005-2006 година. Имаше блог на кој што пишуваше за спорт, не се сеќавам дали беше само фудбал или не. Да, топ, супер. И нели, тогаш така се наоѓавме, интернет блогери, пишуваа луѓе, мене ми побараа предлог човек кој што треба пишува за спорт, за ново спортско списание, за фудбал, тогаш беше клуб фудбал. И реков постои еден дечко, интересно пишува на интернет, може да го исконтактираме да видиме што се случува со него. Години подоцна беше уредник, беше новинар, беше се живо дело во спортско списание, години покасно се откажа од тоа списание, стана предприемач, односно стана газда на кафана, угостител, менаџер. Угостител, односно стана Зеко. Да. Стана Зеко, меѓутоа паралелно цело време со една нога цапареше онака низ диджитал и низ маркетинг и низ се што се случува периодов, за да последниве 5-6-7 години преку различни проекти, што приватни, што нели професионални ангажмани, се уште длабоко гази низ маркетинг водите кој што денеска се дигитал. На многу крив пат, ама на многу места се испреплетуваме, значи се фаќаме тука на кружен тек. Ја кружам, ти ќе влезеш, ќе излезеш и така натака. Да, Ико,
по многу различни работи те знаат луѓево, јас набројав нешто што да речеме мене ми е хайлайт, меѓутоа ајде како ти си ја гледаш твојата професионална кариера, затоа што темата ни е луѓето кои што работат денеска во маркетинг, луѓето кои што треба да работат во диджитал, во агенции, во компании и како тој кадар всушност стига таму кај што треба да стигне. Океј, прво фала на поканата, ако сега дознав дека сум бил резерва да ми кажеше претходно можеше нема да дојдам. Резервата, значи ти си джокер не е резерва. Се шалам. Комкас си го следам одамна, уште она првине серии која беше многу одамна и баш ми е кејф што ете ќе бидам дел од една епизода. Прв пат си ствари гостин, така да? Прв пат, да. Во студио не сум прв пат, ама на Комкас сум прв пат, така да познато ми е студио, да не речам дека едно време повеќе да, за мене е направено повеќе за мене домашен терен него за тебе. Да. Али окей. Да, многу одамна почнав во таков некој свет, ти ме знаеш по блогот за фудбал. Мислам дека тие некои 10-15 души бевме као први блогови на македонски јазик, уште на Блогспот бевме уствари, пред да се појави нашава платформа blog.com. Не знаеш за нешто претходно, мислам дека имав веб-сайт спортски уште од времето кога имаше dial-up интернет, се викаше maxsportnet.com, значи пази net.com, maxsportnet.com, кој беше заеднички проект со Кире Синадиновски, што сега е практично организатор на Скопскиот маратон. Веројатно по тоа го знаете, тоаш беше Кире Антена 5, значи он малце менјаше патеки. И тоа ли беше прв као проект, па после се префрливме на блогерај, после се појави ти и ме втурна, да речам, ми ја стави чивијата за некои новинарски води, уреднички, ама многу добро искуство, бидејќи тогаш што сме го прошле, сега практично некој да сака пари да плати не може да го помине, пошто печатини медиуми малтене и да нема, магазини исто, мислам дека ради реде излегуваат, не знам ни какви се тиражите, знам дека тогаш имавме стварно интересни бројки, значи интересни тиражи и релевантни тиражи, би рекол, значи да продаеш 10.000 исписанија, тоа е стварно некоја респектабилна бројка, значи некој платил пари да прочита нешто што ти си го подготвил со екипата. Така да мислам дека беше многу добро искуство што и ден денес ме служи на некој начин. Потоа имавме излет во угостителските води, нели, беше Зеко Дион. И како што кажа, цело време со една нога сум на некое поле такво на маркетинг, на диджитал, значи тоа е нешто што ме влечело од секогаш и последниве веќе 5-6 години сум здраво на тоа поле. Од работа како фриленсер, па со своја агенција, до вработен во голема корпорација, па сега сум, како што знаете, во Групер, што и Групер стана голема корпорација, на некој начин. Барем дел од голема корпорација. Да, барем дел од голема корпорација. Така да, тука се плеткаме и мислам дека сега за сега добро ни речи, ме викна тука да гостувам, значи да нешто правам како што треба низ кариерава. Добро, го спомна нели тоа како те влече тебе, си имал интерес уште од мали години и слично си поминал разни ствари и тоа ти дава во било кое сценарио нели искуство и знаење за да можеш да се справиш со ситуации. Во моментов сме сите соочени со некоја ситуација која што не само овој сектор диджитал и маркетинг, туку и во IT, туку и во продукција и во еден куп други сегменти, се соочуваме со проблемот на кадар, се соочуваме со проблемот на волја за работа, се соочуваме со проблемот на борба, клиент, агенција, буџети, оправданост, плати, знаења, очекувања и така натаму. И ова е дискусија која што веројатно е горлива тема. Јас успешно помалку или повеќе ја избегнувам,
затоа што знам дека не е едноставно да ти ја пресечеш преку еден статус или преку една расправа во коментари на некоја Facebook група и слично. Ама неизбежно е да бидеме сведоци на еден куп различни коментари, негодувања, оправдани, неоправдани, кога се случува да луѓе стварно треба да се соочат со проблемот, да најдат луѓе или да ги едуцираат или да ги израстат. Предизвик е. Кај нас мислам дека е голем предизвик. Фала му на Бога, сум бил во таква улога да многу често требало да регрутирам луѓе за работа, без разлика на кое поле, дали видеоедитор ми требало, графички дизајнер или било што. И мое лично убедување е дека пазарот на труд кај нас е многу слаб. Значи, не би сакал да навлегувам во тоа, зашто нели секогаш оние кои што се нудат на пазарот на труд викаат, па слабо е платено, или не знам, бараш 7 работи да работам, да е една и така натака. Мислам дека треба и работодавачите, односно оние кои регрутираат, а и оние кои што бараат работа, малку да фатат тек со реалноста, односно да застанат на земја, да разберат каде живееме, какви се тука можностите, какви се договорите со клиентите, конкретно ако збориме за маркетинг секторот, какви се приходите и така натака, бидејќи со сега сум се соочил, тоа е некоја лоша навика на многу луѓе кои што сум ги запознал, да прават споредби кои што се нерелевантни, знаеш, како ти бараш, ако работам у странство, волку се зима за тоа и така натака, значи да, во странство се поскапи и трошковите, поскапа е киријата, поскапа е храната и така натака, значи мислам дека треба да се гледа секогаш во сегашниот момент и тука, и секој реално да размисли колку заслужува, дали има волја да работи и на крајот на денот дали сака да работи за да заслужи повеќе. Зашто има таа една анекдота, секогаш ја раскажувам, интересна, знаеш, ако ти дојде, рецимо, не знам, некој дома да молерисуваш и ќе се договори за некоја сума, не знам, ќе се договори за 100 евра, ти го прават цел стан и ќе ти го нашлјакаат лошо, и као демек ти ја кажеш ова некако, да ми платеше 300 евра ќе беше подобро, нели? И сега во моментот, да, молерот можеби е во право дека не бил платен доволно, ама од друга страна и не ја завршил работата најдобро што знаел. И на краток рок тој добива, зашто ме зафркнал дека не ми ја сработил работата, ама на долг рок губи, бидејќи јас па нема да го препорачам кај никого. Односно, напротив, ќе му дадам лоша препорака ако некој ме праша. Така да, за мене, јас барем мислам дека на тоа можеби се должи некој мој напредок во ти ја викаш кариерата, сега не се сметам толку за дека кариера имам, кој знае како. Животниот пат. Да, животниот пат. Ама мислам дека секогаш сум давал 100% од себе, без разлика дали сум правил нешто про боно или ми било добро платено или помалку добро платено, и веројатно за тоа и сум научил разни вештини и сум дошол да бидам кај што сум сега, да ме викнеш во еден светски подкаст како е Комкаст. Светски други цени, чекај, чиме за светски, тука одма други цени одат. Ај сега вака, значи, да не испадне дека се ние ќе кукаме, ќе напаѓаме едни други, или овие нечинат, тие нечинат. Ајде искуствено, да речеме и преку својот пример, можеби ми ги иде преку пример на луѓе со кои што се работело изминативе 5-6-10 години. Кој е најидеалното сценарио кое што ти го гледаш пред себе во смисол за еден кадар да влезе во диджитал, да работи во диджитал? Пошто, окей, не се учи на факултет, не се учи во школа, реално можеш сам да го пробуваш, да го правиш, да алатките се достапни, дел од нив и така натаму, да се истакнеш, пошто јас особено за новинари, за луѓе, нели, што фотографии, видеографии и слично што се сака да се понудат на пазар, немам оправдание ако ја не можам да видам ништо од тебе на интернет. Ако ти не си го привлекол вниманието на твојот потенцијален работодавач, затоа што не те кошта ништо освен твоето време и нели труд, да ти имаш некакво свое портфолио на интернет, па макар за нека најбанална работа. Кој е твојот идеален пат, како да речеме ги наоѓаш, како ги растеш, школа, образование, не знам, курсеви? Да, ја види, јас кога почнав на ова поле бев свесен дека претходно имам некакво искуство, нели бев угостител, и ако ти кажам дај да ти менаџирам диджитал тебе социјални мрежи,
ќе кажеш окей, направи ми кафе или whatever, значи не си ти на ова поле и буквално влегов во диджитал со дај ќе ти работам еден месец for free, pro bono, да видиш што можам да направам, бидејќи претходно се подготвував и верувам во себе дека имам способности, дека знам тоа да го правам. Генерално мислам дека добро го начина да речам прашањево, дека тоа е тоа што фали некој шоукейс, портфолио, бидејќи овој бизнис е таков што верувам дека никој не може да каже у еден ден ја ова го научив и од сега натака го знам и толку наплаќам и тоа е тоа. Зашто овие ствари кои ги работиме и ти со твојата агенција и значи збориме дигитал маркетинг и маркетинг општо е бранша која еволуира од ден на ден. Нели баш сега се смеев, ми имаше коментар некој како да направам кроспост на Инстаграм, смениле ова на Фејсбук и така натака. Значи мислам дека бара цело време работа, значи тоа е едно за да бидеш во теки, за да бидеш добар и да знаеш да ги познаваш работите. И втора ствар што сум ја забележал посебно од контакти со кандидати за работа или во компании кај што сум работел, дека многу кај нас луѓето мој впечаток е, значи ова не е некоја анализа или не знам точен податок емпириски, дека многу сакаат да ги разделуваат стварите, као окей, јас сум дизајнер и друго не ме интересира, дај ми налог за дизајн, ќе ти правам и слично, или не знам, ја social media водам, дај ми ти насоки и така натака. Значи мислам дека колку повеќе вештини имаш од различни области, толку поголеми се шансите да успееш и да бидеш добро платен и да имаш добра работна позиција, бидејќи сите овие некои гранки од диджиталот, да речеме, се врзани садови меѓу себе. Значи не може едно без друго, без трето, значи мора да имаш да имаш познавање. Така да тоа што би кажал е дека фалат повеќе all-round луѓе, што би се рекло на кошаркарски речник. Тоа сме ние балканците експерти за се и на крај за ништо. И на крај за ништо. И кога ќе отидеш на некој поразвиен пазар и да работиш за некој поразвиен пазар, тука се соочуваш со фактот дека знаеш од се помалку и на крај ништо. Јас имав бројни пријатели кои што отидоа во Америка, се иселија, тука беа онака цареви, владеја на social и на digital и се работи еден куп различни работи и тоа прилично добро, не зборуваме за нешто површно. Човекот кога отиде во Америка му требаше години за да може да се isprofilира, за да може да влезе во некоја бранша за да го вратат. Пошто да фати само една ниш. Проблемот кој е ти да бидеш all-rounder е добро кога стигнеш на некоја извршна позиција, кога стигнеш да управуваш со процеси. Ти мора барем помалце да пофаќаш од сите работи, да можеш да управуваш со процеси, да можеш да ги разбираш понатаму лесно, па нека копа некој друг или подлабоко во приказката. Меѓутоа кога ти идеш на некој друг пазар надвор да работиш, ти прво не можеш да добиеш извршна функција одма. Значи мораш да поминеш низ тој систем, а поминуваш низ системот кај што работиш нешто in-depth, односно длабоко. Од друга страна, македонскиот пазар, ако работиш локално, многу често не ти дозволува да ти работиш во една работа толку длабоко и толку фокусирано, затоа што нема толку голем пазар, нема толку ресурси, немаш ти преку работата да се насочиш исклучиво само на Analytics, исклучиво само на Google Ads, исклучиво само на едно или друго. И пред некое време стигнав до некоја као нека теоретска шема, која што у менеджмент е одамна позната, само некој имал адаптирано на маркетинг шема, не знам, некој да вие големциве, не знам, SEO, MOS или слично, MOS уствари, има направено као T-shaped marketer, као да мек Т во облик на буквата Т, и сега горе ти се на хоризонталава 5-6 вештини кои што да ги знаеш на основно ниво или некое базично ниво, а тоа, нели, делот надоле, вертикалата, така што ти имаш специализација за една тема, каде што ти стварно знаеш многу повеќе. И сега проблемот е што ти немаш простор да се изградиш у тој сектор, освен ако не си работел за некоја компанија, можеби надвор или слично, имаш и немаш. Меѓутоа, она што го отвори Фескал Мобет е дека многу малку луѓето се проактивни за да искористат шанса во рана фаза на својата, речеме, развој, во својата развојна кариера, да, нема појма, волонтираат за некоја организација, сами си изградат некој комјунити и така натаму. Ја познавам луѓе кои што 15 години работат комјунитија различни, никој пат не го прават тоа за пари за компании, за било кој други, Баже, например, кој што има толку многу комјунитија дигната, толку многу јаки комјунитија дигната, а, како да кажам, значи, тоа е повеќе од доказ дека него го бива за тоа. Јасно.
Јасно. И не го искористуваат тоа луѓето да го направат тоа така. Значи има примери кај што преку комјунити луѓе си дигнале своји брендови, си работат и комерцијално сега и така натаму. Ова е многу јако што го кажа, пошто кажа две јаки ствари. Првата е она што го спомна дека тоа е поднебјето и мали се ресурсите. И да, точно е дека не можеш да се разбираш у све, односно ако се разбираш у све, практично не се разбираш во ништо. Ама ситуацијата кај нас е таква што ресурсите се мали и едноставно мора да се снаоѓаме на некој начин. Значи мора да имаш такви луѓе и да бидеш таков што ќе знаеш 2-3 вештини и ќе пофаќаш од нешто. Можеби нешто си специјалист, така ја платени реклами ги работам најако на свет, ама знам да пофатам и контент и едно и друго, значи тоа е целиот моабет. И второ, тоа што го кажа со Баже примерно, да бесплатно е да направиш нешто на социјални мрежи, односно во дигиталниот свет, за да се покажеш. Значи едноставно треба да вложиш време, труд и слично. Не знам, ја имам некој комјунити за Јуве, пошто најувам и така натака. Значи и дури на предавања што ги имам кај што сум ментор на Бренстер, стално го давам тоа како некаков пример. Знаеш, има дека некои правила важат, не важат и слично, значи баш има интересни конкретни моменти дека можеш ако во право време пишеш 2 збора као статус, ни слика јака, ни дизајнирана, ни ништо, али за време на утакмица сум пишал фработа е одличен и има, не знам, 250 лајка, пошто тие од комјунитито гледаат Јуве у моментот и овој дрибла прави 300 чуда и викаат, да, тоа е тоа, значи си направил engagement, organic reach, значи си добил нешто, а си вложил само малку креативност и малку време од себе. Така да, можеби и тоа е нешто кое што кај нас луѓе го пропуштаат да го прават, као мислам може да седат и чекаат ја научив ова и сега да ми понудат волку плата, јам замислено и да терам да работам, фали таа проактивност, да речеме. Тоа е, мислам дека е многу, мислам дека е клуч на некои работи. Сега се соочуваме со моментот, нели, кога бараме луѓе, како ги бараме луѓето? Во смисол на тоа дека ако ние наброиме, многу често замките на огласите се такви, значи ти тргнуваш и набројуваш, треба да знае ова, треба да разбира ова, треба да чепка Photoshop, треба да знае видео, треба да снима ова, треба да биде спремен да го слика, треба да прави не знам ова, треба да прави. И кога го наредиш стварно се тоа опис и попис за 10 работни места. И тука нема дискусија. И проблемот е што особено нели сега во диджитал, кај што влогот е релативно мал, нели заради условите кои што ги дискутиравме, луѓе не можат да сватат дека едноставно тоа е контекстот. Ако ти дојдеш за една работа, сам со тек на време ќе воочиш како е и ќе ти биде нормално и природно да пофатиш и ова и она ќе ти треба, ќе сакаш. Значи, комјунити менеджер или човек што објавува содржина ќе сака да знае во Photoshop да направи едит. Може не да направи дизајн цел, ама ќе сака да изедитира фотка. Нека не прави дизајн, ама ќе сака да смени боја на фотка или да лупне едно лого. Значи, мислам, така. Значи не прави момент за дизајнер, значи прави момент за тоа дека ти сакаш во Canva, не знам, да ставиш лого, да испишеш текст, да направиш да го адаптираш од не знам стори. Денес е лесно, има такви мал милион алатки. Види, се согласувам, мислам дека и компаније голем дел многу ги пишуваат, како да го кажам тоа, многу сирово огласите, као да треба да знае и Photoshop, Illustrator, и Premiere, и контент, и да пишува и вакво и после тоа се развиваат онакви дискусии со 700 коментари, вие барате сега 7 професии, барате 8, барате една. Значи, тука имам сега баш пост во една од групиве. Тоа беше инспирација. Да, само баш у најавата пишав коментар као окей, барам човек што знае да работи видео едитинг, ама и плюс ке ми требаат некои ствари, заштедете си го времето, не коментирајте и бараш 7-8. И ми помина добро огласот, да кажеме во наводници. Добро, јас на пример многу често и покрито што и тие работи се хейтени, одам на пристапот на мене ми треба човек писмен со желба за учење. Значи јас сеќавам на почетоците на мојата кариера, бев дизајнер тогаш, ДТП работев, уште пред да се запознаеме јас и ти. Едноставно ми рекоа тогаш тие мои работодавци кои што денеска си ги почитувам, седни.
еве ти 3 дена фора, ти сам ќе си осетиш дали ти лежи или не ти лежи. Да, бе, да седи повели. Значи, окей, тестов ова знаеш, ова не знаеш, ама ова се учи, као не е нешто што не можеш да го научиш. Седи ти сам ќе си кажеш дали ќе ти легне работа или нема ти легне работа. Не за тоа што Clark, Page, Express и такви некои ствари, ДТП се работеше. И јас од тогаш, да речеме, водам по моето лично искуство, многу сум повеќе поборник на таков момент, пошто водам да агенција, е карактеристична работа во агенција и сам знаеш, значи динамиката е различна, очекувањата, барањата и така натаму се менуваат од ден на ден и слично. И во таа ситуација, значи не може секој да му одговара таа динамика, не може секој да се пронајде во таа приказка. И целата приказка е таа, значи едноставно викам, окей, еве ти простор, еве ти шанса, пронајди се себе. Ако се пронајдеш, ќе седнеме за месец, два, три, ќе правиме мовет што тебе од ова се те интересира. Јас мислам дека и таму го лоцирам и како еден проблем дека голем дел од работодавците не сакаат да дадат шанса, односно сакаат да добијат нешто скоцкано готово, ама и луѓево не сакаат да си дадат шанса на себе. Знаеш, пошто јас кога ќе отидам негде во претходната компанија каде што работев претходно како аутсорс за нив, и они има некои промени, викаат окей, ико ние веќе аутсорс не работиме, сакаме да ти понудиме постојано работно место кај нас во компанија. И прво не годував, не сакав, пошто ми беше поубаво, знаеш, имам контракт, си фактурирам секој месец и супер кул ми беше. После реков, окей, ќе дадам шанса. И викам, окей, ќе дојдам, ќе некој времен договор ќе потпишеме таму на 3 месеци и ќе видам, зашто пази, според мене многу е битен тука и некој човечки фактор, зашто на страна работата се учи, се подобрува некој и така натака, ама битно е и со кој си во канцеларија, така, може ми сметаш, може ми annoying, не сакам да те слушам, многу ми збориш, ја например многу зборам, не секој може со мене у канцеларија да седи, бидејќи не престанувам да зборам цел ден, например, ме разбираш. Така да фала на сите што ме трпат низ годините. Знаеш, сакам да сум најгласен и да зборам најмногу. И сега некој можеби работата му прија, ама не му прија моето друштво во канцеларија и ќе рече, окей, ја не сум за оваа компанија, ќе си барам чаре на друго место. Така да Добро, мора да разбереме дека голем дел од компаниите немаат, да речеме, не уживаат во таа слобода и не се во позиција да може да чекаат да им се развие кадар. Ниф им треба сега, особено мене ми се интересни овие аутсорсерски, кога ќе фатат клиентот вика почнуваме утре и ти се уздуш попреку и викаш дај се луѓе барам. Да, ми треба. Чекаме бато 7 луѓе готови, што ќе ги пуштат спецификациите, онака како ме сакаш специјалист за левата страна на Facebook огласите, ама не за десната, од озгора лево кога ќе кликнеш десно тие ме свакаш. Значи јас сваќам дека некаде таму има специјалисти за тоа и дека е нормално во, не знам, развиени пазари да постои човек што има искуство за тоа. Меѓутоа, овде ги немате луѓе, треба да ги изградиш тие луѓе. И мора во самиот развој на компанијата да го предвидиш тоа. Види, многу е реалноста е многу важна секојаш, значи реалноста тука е дека ние не сме развиен пазар. Значи тоа е едноставно тоа е реално. Значи и по популација и по ниво на развој и по ниво на дигитализација на мнозинство од компаниите, значи ние сме далеку од развиен пазар. Така да затоа и на почеток го спомнавме тоа. Значи треба да имаш предвид кај си, на кој пазар и какви се условите. Односно, како што тука треба да пофаќаш по нешто и од други ствари, освен тоа што ти е специјалност, исто така, како што спомна ти во, не знам, во САД, ти викат, окей, не фаќај ништо, ова е твојот тунел, тука копај си и тоа е тоа. Така да, едноставно тоа е, пазарот е таков и мора да го почитуваме тоа и да се прилагодиме во моментов и полека сите да даваме придонес, тоа да оди на некој начин напред, едноставно, тоа е тоа. Колку, еве, и јас сум долго време во едукација, со години, ти сега да речеме да скоро влегуваш во приказката. Ја во едукација влегов прв пат кај тебе на час за контент маркетинг пред мислам околу 370 години. Мислам дека пред. Многу рамно беше. А ја почнав да бројам. Да, немек чекај 37.
Да, јас сум многу долго време и мене да речеме тој пристап мене лично ми одговара, пошто ја така многу полесно можам низ процес да согледам некои луѓе како размислуваат, како ги приоѓаат на работите, на решенијата на проблемите и условно речено, да речеме ја имам таа привилегија да регрутирам луѓе низ тој процес. Да. И затоа нити сум толку многу оптеретен со моментот на тоа дека нели нема луѓе, има луѓе, едноставно јас планирам тактички сум одлучил многу порано, значи многу во рана фаза на развој на New Media да одиме на принципот на да ги растеме луѓето. Да. Да им помогнеме да се обликуваат, да им даеме простор да се обликуваат и да си го зафатат курсот на кај што сака. Нормално се зависи тоа и клиенти, и барање и потреба, меѓутоа на некој долг рок нели се обидуваме да го тоа жонглираме. Но кое е решението ако не си во таква ситуација? Многу луѓе што не се, значи едноставно не може да си дозволат да инвестираат, да вложуваат, не инвестираат пари, но да вложуваат во развој на кадри, пошто де факто утре ќе си одат. Да, мислам дека тоа е мислам убаво што го начна ова како муабет. Мислам дека си имал среќа што си имал таков луксус, би кажал, да можеш да на таков начин да ги тераш работите. Знаеш, работиш на тоа, не се согласил дека е среќа. Да, добро, јасно. Ама има и среќичка малце. Се знам ја колку сум учел и After Effects, колку сум учел и Premiere, колку сум учел и аудио монтажа. Значи јас си знам на свој грб тоа. Да, види, реално светот на дигитал мислам дека е толку како пластелин, не знам како да кажам, значи модулиран, модулативен. Знаеш што сакам да кажам? Мислам дека не постојат две агенции, да речем, што имаат потреба за истиот тип на кадри. Значи секаде и две компании или било што. Значи секаде треба некој да има нешто кастом, некое знаење баш за потребите на клиентот или на кампањата и слично. Зашто такви се ресурсите, требало тоа да се реши со толков број на луѓе и така натака. Така да, мислам дека тоа моделирање и профилирање во некои микродози постои насекаде, значи и кај нас во фирма, и кај тебе и така натака. И тоа е многу добар начин. Сега како да успееш тие луѓе што на некој начин ќе ги израснеш, нели да се задржат, тоа е исто голем предизвик, пошто и пазарот не е толку развиен и е неизвесен, нели денеска имаш контракт со некој, утре решиле, окей, ќе ги скратиме средствата за дигитал или не знам што, значи пак зависиш од некоја друга страна за да можеш да го испочитуваш тој работник со ресурси, за да може да он да возврати со некоја лојалност. А времето е такво што мислам дека на Жими мајка многу малку ќе се решат да останат и речат окей, ќе биде добро, дека ќе седам уште неколку месеци па ќе биде боле. Се размислувам дали овој момент што го правиме во која мера е апликативен на било која друга работа, а не само за диджитал и за маркетинг. И кои се тие карактеристики што можеби нели се двојат оваа приказка што го прават ова баш сериозен проблем или актуелен проблем баш за диджитал маркетинг? Јас не можам да најдам искрено да ти кажам некоја професија што е слична. Мислам, некој е полека што толку има кај што толку представува проблем, не знам. У фудбал да се смени тренер па да рече и ми треба плюс напаѓач, па не знам. Не е баш така. Не е баш така. Спомна и фриленс, и своја агенција, и за клиенти, и за брендови. Значи сега си во моментов на последна инстанца. Си бил од едната, од другата и во средина. Да речеме, напаѓач, одбранбен. Да, све знае да игра овој. И тренер. Нема да прашам кој е најдобро, кој е најлошо, ќе те прашам кои се предности и недостатоци низ твојата призма, низ твоето искуство на едното и другото. Кој е, да речеме, ако постои такво нешто, идеална комбинација? Да почнеме од тоа предности и недостатоци на прво, второ и трето. За мене лично идеална комбинација за една компанија, без разлика како вид на бренд е да има in-house собствен тим за маркетинг и тоа нели full scale од дизајнери до видео едитор до community менаџер до маркетинг менаџер и слично. Ама пак се враќаме на моментот дека работиме на таков пазар каде што тоа не е возможно, односно ресурсите на најголем дел од компаниите тоа реално не го дозволуваат.
сега не знам, јас сум бил во различни улога, како што кажа, и не би можел да кажам што е подобро или полошо, можам да кажам дека секоја улога носела своје искуство. Например, кога работев како менаџер за маркетинг на Volvo, да речеме, и ја бев нели за Македонија, но одговарав пред некој од Volvo таму од Словенија, кој што одговара пред некој од Volvo во Шведска, кој што одговара пред некој од Volvo во Кина и така натака. Значи, мислам дека во таква ситуација имаш отворени раци, имаш неограничено ресурси, да речеме, во однос на све што ти е потребно, поддршка од финансиска до дизајн или до whatever, значи што може да ти падне на памет. Нели ми треба кастом реклама за тука и таму седнуваат некои и ти ја прават. Ама од друга страна многу тешко се наидува на разбирање они да го почувствуваат домашниот пазар, односно да го почувствуваат пазарот во Македонија, бидејќи тоа што функционира во Словенија или тоа што функционира во Австрија не значи дека функционира тука и обратно. И на пример таму имаше голема пречка кога се убедувавме за некои такви работи. Пример као окей, ќе пратиме ньюзлетер за ова и така натака, ја викам, знаеш, ньюзлетер тука не функционира, ама ние гратис ќе даеме. Викам, не функционира, подобро да пратиме SMS порака или да не знам да најмиме диспечерка што ќе им сврти на телефон на луѓе и ќе им понуди. И многу долг беше процесот додека да се убедиме дека тие не го познаваат пазарот како што го познаваме ние и да ни дозволат на нас на некој начин да се адаптираме локално. Значи тоа е нешто што би можел да го кажам за работа со голема компанија од странство. Од друга страна, па многу интересна ствар, ја тоа најмногу што ми се допаѓа, е што таму нема со таквите компании, без разлика дали било Volvo, Kia, Jaguar, Land Rover, со кои да сум работел, за кои да сум работел, нема она HIPO, како беше, highest income person opinion, значи, знаеш, све се заснова на точна анализа, истражување, анкета, податоци, бројки, Excel-и, таму не може некој да седи да каже сега билбордов ќе биде бољи со црвена кола да го направиме и да го ќе го правиме пошто на него така му се свиѓало дента, ме разбираш. Значи таму ако кажеш ќе го правиме со црвена боја, треба да, нели, да стоиш позади тоа, да сносиш одговорност за резултатите, значи за евентуалниот неуспех на кампањата, бидејќи претходно си поставил некои KPIs. Од друга страна па и да го собереш медот или бонусот за евентуалниот успех на кампањата. И така да има многу што да научиме од тие големи, да речем, корпорации што работат by the book и мислам дека најдобрата комбинација е тоа е некој by the book experience да успееме да го акумулираме на различни начини и да го адаптираме на локалниот пазар, дека нели нормално не е све секогаш применливо тука. Спомнавме, нели, најдобро да имаш in-house тим и да се вратиме на таа приказка. Мислам, не дека ќе бранам позицијата, пошто јас долго време сум поборник на тоа, меѓутоа си имаат позиции и улога и агенции и фриленсери во таа приказка, па чисто за заокружам приказката. Види, тоа е моје мислење. Не, види, јас се согласувам. Сега ти кажам од кој аспект се согласувам. Значи, јас се согласувам од аспект на тоа дека ти мораш да имаш луѓе внатре кои што ќе бидат тесно поврзани со компанијата, кои што ќе ги следат нели од тие работи. Што ќе живеат приказката, меѓутоа не неопходно да имаш цел тим за продукција внатре, затоа што не ти се исплати. Освен ако не си нели компанија која што има 10 бренда и комуницира секој божи ден, произведува на ангро содржина, па lack of resources. Да. И сега тоа една страна. Од друга страна имаш ти ситуација во која што се случува она као затварање и не можам да кажам утупување, меѓутоа монотонија во поглед на моментот дека ти фали надворешен агол, ти фали надворешен аспект на работа. Влагаш во сейф зон. Влагаш во сейф зон и си тепаш по тој пат и едноставно Сум бил во таа зона. И од една друга работа, која што исто така многу ми се бендиса, да речеме, тоа е мојот аргумент вечен на страна на агенциите,
не дека треба да бидат главни, меѓутоа или единствено решение, него дека се неопходен дел од приказката. Тоа е една изрека на мојот драг пријател Варга, кој што многу често испаѓа и го цитирам онака низ муабети. Муабетот е дека ние учиме со пари од 10 клиенти потрошени. Да. Фирмата учи со пари потрошени од еден клиент. Па нормално. И искуството што ја ќе го добиам и што можам да го пренесам на следниот клиент, еден од тие 10 линија, е од тие 9 претходно. А ти као компанија, ако работиш само in-house за одредени работи, преносиш искуство само од еден бренд и една комуникација. Јасно, кога си со агенција го добиваш акумулирано искуството од све претходно што агенцијата работела. Види, има pros and cons, значи нема муавет за тоа. Јас ти одговорив имајќи нели замислено ситуација дека имам unlimited resources и окей, што сакам да правам за мојата компанија, не разбираш, ама доаѓаме до моментот дека нема скоро никој unlimited resources и тоа. Знаеш, што сакам да се вратам, мислам дека стварно нема, ова како си го кажем, нема како маркетингов некоја друга професија, пошто мислам дека рчната. Да, ме рчна тоа, пошто сме го прави тоа мојот. Ја мислам дека нема некој што ќе каже, слушај, ја не се разбирам во маркетинг. Значи тоа барем јас до сега не сум сретнал таква личност што ќе каже, окей, ја маркетинг не се разбирам. Не сум сретнал, ти ако си сретнал, гледам дека размишляш, ама нема да ти текне на тебе. Ќе го преформулирам. Значи нема да кажам толку храбро дека нема човек што некоја не се разбира во маркетинг, меѓутоа мислење. Тоа. Значи сите имаат мислење. Тоа. Значи на тема маркетинг сите имаат мислење што и како треба да се направи или што мисли купувачот. Да, види, јас секогаш им кажем, знаеш, ако викнеш во зграда мајстор за лифт, зашо на мајсторот за лифт не му го кажеш твоето мислење за како да го поправи лифтот, така? Значи тука има голем влог, ако го кажеш твоето мислење, може лифтот утре да падне, така и ги речат, Дарко му кажа на овој дека може да работи без делчево лифтот, нели? Така да, јас секогаш во таа некоја комуникација, дали со клиенти или со надредени, сум се обидувал да наметнам еден таков момент, као окей, логото не остај лево, стај од десно и ја имав со ајде да не именувам, нема врска, немам дозвола да го кажам тоа и као викам пред неколку години беше окей, ќе го ставам, не знам, ќе ја направам променава што ми ја кажуваш, само да знаеш за резултативот од кампањава ти сноси одговорност, не ме прашувај мене као дали и као имаше момент као чекај, зашто е? Па окей, ти кажуваш како да биде дизајнот, ти кажеш што ти се свиѓа вако, значи сноси ти одговорност. Така да, така да го формулираме, сите имаат мислење, ама многу малкумина се спремни да put their ass on the line со мислењето и да каже, окей, ако успее, сакам ја да бидам заслужен, ако не успее, ја ќе бидам крив и окей, ќе ги сносам последиците. Тргнавме од регрутирање на нови луѓе, од развој на кариерни патови, завршивме со овие што имаат мислење што се принцип у горни редови на компанија. Значи, сакаш за NBA, за плейоф ќе почне. Плейоф Савајле, почна више плейн, гледавме ово ќе веројатно живо во сабота, така да веќе биде решен и плейофот, почнат плейофот, така да ќе го оставиме тоа. Иако традиција во Комкаст одамна не е спомната NBA и стречерси, значи ја мислам онака Никси кога се пласира у плейоф, више, прво што ми текна асоциација да ја овие сега, па почна на Facebook да менјаат кавери, мавери. Ние сите, ја цела година ги гледам, ги на стреча се четот сум дел таму. Значи активни се, ако они не снимаат, значи они се активни за себе. Особено за тема Лейкерс, за тема Никс сега, значи цела година, како ти кажам, све друго не битно. Треба. Да снимете епизода. Нешто правиме по повод пласирање. Имаше коментари, ама ајде ќе им се убациме, ќе ги пингаме. Ико некого малце начнавме, ајде да го привршуваме Маоетов со некоја, да речеме, тешка задача да се обидеме, повеќе ти, помалку јас,
да даеме совет, препорака, надеж, Ние да дадеме мислење се. не мислење, туку ајде да речеме желба што би требало да се случи за да некако не ни представува толку многу голем проблем ова, да речеме, барање на кадар, развивање на кадар и слично. Да, јас знам дека ме викна у Comcast кога го пуштив огласов во група Creative Exchange. Добро, таа е особено хејтерски насочена група за вакви работи. Да, ами види, ја имав спремно и коментари за враќање. Значи, пошто немам многу време, викам ќе ги спремам однапред на copy-paste, никој не исхете ништо, значи стварно разочаран сум на него постап. Ама не, тојот лик и дело не дозволуваше, ми се чини, и поставеноста. Да, и кога ова ималце каљав на уста, ќе биде лошо, ова. Баш ки Каљо прв ти искоментира, да, и кога кажеш. Каљо коментираш и после него нема лошо е да улетеш после него, има он исто сериозни проблеми со начинот на изразување. Добро го дефинираш. Културно го дефинирам. Види, дека проблеме на оѓањето кадар, значи сега ние како некои големци демек тука сме се собрале и вако не може. Ја не го гледам таков проблем. Да. Пошто мојата филозофија е друга, така да го гледам, го посматрам, го генерално, сваќам. да, гледам дека постои иши, значи, знаеш, и од разговори со луѓе што се на таква позиција да регрутираат и од тоа што нели го гледам по секој ден по Facebook огласи, не знам. Знаеш, ти боле очи искача за некоја компанија 7 пати оглас некој, ти текнаш не наоѓаат човек или... Ама го растат има, значи од 20 станале 200 се. Да, добро, не е вистина. И мислам дека ако треба да дадам еден совет, да речем, или памет, или моje мислење за тоа, дека треба сите да бидеме по open-minded, значи open-minded и работодавците, значи да примат некој што може не влагат скроз во сите скил сет што ги напишале таму во огласот, со се работа под притисок и ова и она и трето, четврто и седмо, значи таму нели оние што се копи-пейст за сите огласи. Да. И од друга страна па и дечкиве, девојкиве што бараат работа, односно што се фри и сакаат да се вработат, и тие да бидат open-minded и да дадат шанса на компаниите. Знаеш, да не биде како однапред, не си ја пишал платата, не аплицирам тука. Што и ова и тоа. Океј, дади шанса, значи нели никој не јаде никого, ја последниве години не сум видел за канибализам нешто во Црна хроника, значи немало изедени луѓе. Ти може си видел, добро. Имам референција на политичка, ама ќе ја скокнам се. Подобро скокнеме. Само позитивно. Така да и дечки нека дадат шанса, знаеш, нека да аплицираат, нека отидат у компанија, нека видат, може ќе им се свиѓа околината, може ќе видат дека нешто што мисле дека им е на нив, може не им е тоа, може ќе најдат нешто ново што ќе ги заинтересира и така натака. Значи, и ја на некој начин кроз годините, и ти, а веруваме дека многу други што се посебно во ваков вид на бизнеси, иделе, знаеш, лутале малце лево, десно, потфатиле и дизајн си потфатил и ова си потфатил и тоа. И окей, све тоа е окей, зашто мораш да се пронајдеш. Така да само отворен ум, тоа ми е мене, знаеш, и open mind и кај работодавците и кај тие што бараат работа, да си дадат шанса едни на други за да се најдат луѓе да кликнат едноставно, да можат да функционираат заедно. Да, тоа е тој момент, значи кликнувањето всушност е клучот на се. Значи ти не можеш тоа да го опишеш во оглас, ти не можеш да го ветиш никому, пошто не знаеш каков човек е. Едноставно мора да се делиш со тие луѓе 8 сати дневно, значи буквално повеќе си него со тие што се домашните и треба да го направиш тоа. Јас инаку работев заедно со сопругата и беше во истата бранша сме и знам, намерно не отворав оваа тема, ама добро. Не, ќе направам проблеми по дома да, себе. Не, горд сум на Фросе и кроз времето решивме да она си тргна по свој пат своја кариера, исто во диджитал, јас свој пат своја кариера, баш заради тоа многу е и на работа заедно и после работа заедно. Така.
Добро, ја можам само од ова што го кажа ти да некако го преиначам, односно За насловот да смислиме нешто. Па да, види, насловот е Curiosity Killed the Cat. Значи нема врска. Значи моментот в кој ти викаш да си дадат шанса, а јас на сите што ги да речеме едуцирам, што сакам да им помогнам да влезат во диджитал, во суштина им викам љубопитноста е најважната работа што треба да имате. Да, значи пробај. Ова што ја го кажам нив во суштина, ако го преведам твојов муабет, испаѓа дека треба љубопитност да има од двете страни. И дека треба да взаемно да има отвореност, односно љубопитност да се експериментира, да се пробува, да се игра и така натаму. Јас многу често кога ќе направам нешто на интернет натаму и мои колеги, особено овие подолго време што сме заедно, од прилика доаѓаат и викаат: "Добро, што си смислил сега? Зашо го правиш ова? Што провоцираш? Што тестираш сега?" Значи, што експеримент правиш за ова и така натаму. Многу е кул. Drop the ego и сакам да ти кажам, ја преглед во петок читам, ти текна. Сега јас што не можам да речам, тука го пишала, не знам, Александра, ја поише се разбирам од незе, што има да читам ако. Why not? Зашо не го прочитам? Така, значи, и сум видел ствари што прв пат сум ги прочитал таму, пошто сум ги пропуштил, пошто сум имал многу работа на други ствари. Значи, тоа е тоа, биди љубовитен, биди отворен, знаеш, терај ги тие ствари. Ќе да викнат у Comcast. И тука, драги наши слушатели, значи, како да кажам, животна желба на сите гледачи на Comcast еден ден да бидат дел од Comcast. Да, ја имам желба од звон да видам и таж не. Не ми успеа. Чекај да направам класично јутјуберски. Ако сакате да бидете дел од овој Comcast, кликнете лайк, шер, коментари и слично. Има сега гледам големите шанси да учествувате во Comcast во едно следните епизоди на Comcast. Сакав да го имаше еден многу јако јутубер у 3,5 секунди кажува лајкнете, шернете, не можам да го кажам, ме разбираш, ама како и сакам да видам со фармацевтски компании да го предложат за она текстот на крај, знаеш, ако топ, на диалект да го кажеш. Да, ама не му зима ни пола секунда од цел YouTube клип, значи го кажува и тоа е. И стискаш subscribe, тоа не те влече само има еден, сега ја го спомнам втор пат во Comcast, обседнат сум со јутјубер Uncle Roger. Тип еден британец, мислам од Британија, нема малезиец, не знам што, и он вика smack the like button. Спинк. Да, око smack, и обично кажува референца smack like you would smack и не знам таму и кажува. Ти викаш добро, морам да го направам. Да. Он сигурно има и многу subscribe и unsubscribe, дека пише да кликнат. Да, така да купуваме такви финти, иако јас не се обидувам да бидам таков, нели, као да бейтам, да билдам, да се. Едноставно, комуникацијата точка со години сака да... Знаеш дека имаме, од кога пуштивме сабскрајбери на имейл на преглед во петок, и таму е онака како една листа која што ми е нова, убава, што си растеме, и си расте со некој десетина у просек неделно ме сваќаш луѓе, и сега си стига таму на нека 3 цифрена бројка, полека, фино, и тоа ме прави многу радосен, што никој пат нити Comcast, нити комуникации не биле онака како производ за масовна публика, ама од секој пат сме сакале таков спор, стабилен раскол. Некој од нигде никаде ти убаци коментар, например, на претходната епизода, после 5-6 дена од објавување на Twitter стигна реакција како на едно од најдобрите до сега. Значи автоматски ти кажа дека ги гледал другите, не. И тога прв пат го гледаш Twitter, ја прв пат го гледам Twitter акаунтот. Мене ми е многу кул и баш curiosity сакам да гледам, ти текна, не знам. Сега имаше баш ситуација во Јоцо кога беше гостин, онака ми текна и викам, ово е Јоцо, тој Мело и што праќаше претходно, знаеш. Ми се поврзаа 300 чуда у глава, мислам, онака многу кул. Така да се надевам 104-та, сега те оставам за 208 ќе дојдам. Така? Да, ќе доставам 104, значи тоа прележан, негативен, а не... Со антитела. Да, од Сабајле сме тестирани и тоа е тоа. Ви благодарам за вниманието, се надевам дека уживавте барем приближено колку што ја и уживаме кога правиме муабет вака живо на телефон, на чет, на интернет, каде и да е јавно, нејавно, полујавно и слично. Нашите муабети ќе продолжат, ете барем едно е сигурно, за 104 епизоди ќе биде јавно. А до тогаш прегледате нешто од архивата што сте пропуштиле, претплатете се, односно настиснете follow, listen, subscribe на било која аудио платформа и да слушате подкасти и аудио ствари или subscribe на YouTube. И од мене благодарам, мислам дека тие што не дослуша колку еден саат, дека стварно се херојски, curiosity и open-minded, значи сите овие атрибути ги имаат, вработени сте.